Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Зголемен е бројот на повици во итната помош во Тетово, проблеми со здравието заради високите температури. Утре ќе се одбележат 20 години од загинувањето на херојот Цоки Стојановски, кој животот го загуби во 2001-та. Екипата на Шкендија без победа на 4 надпревари го заврши настапот во европските фудбалски купови ова лето. Зголемен е бројот на повици во итната помош Тетово. Граѓаните често се жалат на проблеми со покачен крвен притисок и колапси заради високите температури. Остануваат препораките за особена внимателност во топлите денови. Топлотниот бран проследен со високи температури над 40 степени Целзиусови, кои што ја зафатија територијата на Македонија, го зголемија бројот на повици во службата за итна медицинска помош во Тетово. Најчесто повиците се однесуваат на лекарска помош поради стомачни вируси, колапси и хипертензии. Бројот на повици и на пациенти кои што гравитираат низ нашата служба со оглед на временскиве прилики е зголемен. Пред се работи за пациенти кои што се жалат на стомачните гоби, тука е повраќање, пролив, болки во желудникот. Инаку стандардни се покачените крвни притисоци, пациенти со хипертензија што доаѓаат, колапси на отворено засега, барем во нашата екипа нема, но во затворени простории знаат да ни се јават, обично при промена на температурата, кога влегуваат од внатре во климатизирана просторија или обратно. Обично со хипертензивните пациенти нормално, се препорачува да си ја земат редовно својата терапија или ние си даваме лекарства за да се снижи тој крвен притисок, најчесто тоа е диуретска терапија, додека кај колапсот одиме со пополнување на така нареченото крвно корито, за да се покачи притисокот. Обично ни реагираат со понизок крвен притисок, витаминотерапија, течност и малку повеќе и тоа. Портокаловата фаза поради топлото време продолжува и понатаму. Од управата за хидрометеоролошки работи најавија дека до крајот на оваа недела ќе се соочиме со пеколни температури, па затоа главната препорака останува граѓаните да избегнуваат да се на отворено од 11 до 17 часот, да носат лесна и светла облека, да пијат повеќе вода и да консумираат свежа и полесна храна. Ако епидемиолошката состојба биде стабилна, учебната година од наесен ќе почне со физичко присуство на учениците, истакна министерот за здравство Венко Филипче. Ако епидемиолошката ситуација како што е сега, сите ученици ќе почнат за еден месец практично, нешто повеќе од еден месец, со физичко присуство, без рестрикција во оделенијата или бројката во училници. Зашто постојат протоколи? Проветрување, начин на седење, менување на училниците за предметната настава и така натаму. Доколку се влоши епидемиолошката ситуација, спремни сме да и тука интервенираме во делот на тоа како се организира наставата. Утре ќе се одбележат 20 години од загинувањето на херојот Цоки Стојановски од Тетово, кој животот го загуби во воениот конфликт во 2001 година. Ќе се посети неговото вечно почивалиште, спомен бистата во сообраќајната полиција во Тетово, а ќе биде отворен и турнир во мал фудбал во негова чест. Храброста и патриотизмот не знаат за време и место и длабоко во себе ги носат големите херои, кои се и за навек ќе останат запишани во македонската колективна меморија. Со овие реченици се подсетуваме на херојството на Цоки Стојановски од Тетово, кој животот го загуби во воениот конфликт 2001 година. Млад човек посветен на заштитата на својата татковина. Неговото семејство, колегите и пријателите секоја година му оддаваат почит на херојот. Така ќе биде и оваа 2021, кога се одбележуваат 20 години од неговото загинување.
Утре во 8 часот ќе биде организирана посета на вечното почивалиште на полицискиот службеник и македонски патриот Цоки Стојановски, кое се наоѓа на градските гробишта во Тетово. Ќе се положи свежо цвеќе и со едноминутно молчење ќе му се оддаде почит и искрена благодарност на Цоки. Потоа во 8 часот и 30 минути во сообраќајната полиција во Тетово ќе се положи цвеќе пред неговата спомен биста, која се наоѓа во самиот двор на институцијата. Во 9 часот и 30 минути ќе се отвори турнирот во мал фудбал Цоки Стојановски во спортската сала на Средното училиште 8 септември во Тетово. По надпреварите во 12 часот ќе се доделуваат наградите и благодарниците за учесниците во турнирот. Семејството Ѓорѓевски од Леуново се соочува со тешка животна ситуација. Нивното дете е болно, а домот им е руиниран. Во моментов се сместени во интернат во Мавровјанови. Ги молат хуманите граѓани и државата за помош. Јас сум Ранко Ѓорѓевски од село Леуново. Бидејќи нашата ситуација е многу сложена, распадната куќа, живееме во интернат. Интернат Денче Дејановски, Мавровјанови, без никакви услови, без купатио, скршени прозори, зимно време ни дуват. Никакви услови живееме. Ни се разболе дете од 4 годишна возраст, ни имаше падавица, пред 5 месеци ни доби инфрах. Ги молам хуманите луѓе да ни помогнат финансиски. Однапред им благодарам. Самата падавица се здоби со таков случај со премети. Од самиот интернат, кај што сме сместени, самите деца го малтретираа, го пријавуваа полиција и така да го несоа Демирксар. Ја молам државата да ни помогне, да некако да се пушти од болницава, да се однесе Свети Јован Биговски. Локалните избори ќе се одржат во редовниот рок согласно законот на 17 октомври, вели председателот на собранието Талат Џафери, кој истакна дека изборниот датум е во согласно со уставот, а не договор помеѓу политичките партии. Имајќи предвид дека повеќе од половина градоначалници во првиот круг се здобиле со мандат, или конкретно 46 општини и вклучувајќи го тука и градот Скопје, тоа значи фактички дека преку половина веќе од 17 и 18 ги исполнуваат условите од 4 години. Имајќи предвид дека се редовни избори, од распишувањето до денот на гласањето би требало да се обезбеди минимум 70 дена период, максимум 90 дена, и во тој период настапуваат обврските на Државната изборна комисија, која што треба да го направи роковникот за спроведување на активности предизборни и изборни активности подготовки. И правејќи ја таа математика, 6 август е дедлајнот кога ќе бидат распишани изборите и од тој момент почнуваат и роковите за сите засегнати страни. Приведен 27 годишник кај кого било пронајдено оружје кое што го поседувал без дозвола. Во продолжение следуваат деталите од полицискиот билтен. Вчера во 13 часот и 40 минути во Тетовско Слатино, полициски службеници од полициското оделение Теарце лишиле од слобода 27 годишникот село Слатино. При претрес во неговиот дом, извршен со судска наредба, било пронајдено оружје, односно пиштол непозната марка и непознат калибар. Тој бил задржан во полициската станица и по целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Вчера во 20 часот и 40 минути во полициска станица Гостивар, 18 годишникот Прилеп, фудбалер на фудбалски клуб, пријавил дека околу 16 часот и 15 минути на улица Живко Брајковски во Гостивар бил физички нападнат од фудбалер од друг фудбалски клуб. Се работи на расчистување на случајот. Вчера во 12 часот и 10 минути во полициска станица Тетово, 29 годишникот Тетовска Мала Речица, пријавил дека околу 1 часот пред угостителски објект во селото бил физички нападнат од 3 лица од Република Албанија. Се работи на целосно расчистување на случајот, пошто ќе следи и соодветен поднесок.
четврток. Вчера во 11 часот и 10 минути во СВР Тетово, 65-годишникот Тетовско долно Палчиште пријавил дека околу 10 часот во угостителски објект во Долно Палчиште по претходна расправија бил физички нападнат од 55-годишникот Тетовска Голема Речица. Пријавениот бил повикан во полициска станица и се работи на расчистување на случајот. Вчера во 14 часот и 40 минути во полициското оделение Групчин, СЛ од Тетовско Желино пријавил дека неговиот малолетен син во центарот на селото бил каснат од куќа Скитник. Вчера во 12 часот и 50 минути во СВР Тетово било пријавено дека во Тетовско Гајре, покрај регионалниот пат Тетово Попова Шапка, настанал пожар на трева и дрвја во приватен имот, собственост на МС од село Гајре Тетовско. Нема повредени лица, а пожарот бил изгаснат од екипа на територијалната противпожарна единица Тетово. Увид бил извршен. Вчера во 15 часот и 5 минути во СВР Тетово било пријавено дека настанал пожар на сува трева на улица 113 во Тетово. Нема повредени лица, а пожарот бил изгаснат од екипа на територијалната противпожарна единица Тетово. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите, ви благодариме на вниманието. Пријатно.